Со земјоделска механизација и автомобили, жителите на Тракање ја блокираа улицата Мите Стојчев, што поминува низ селото, а по која се обраќаат голем број тешки товарни возила, автобуси и други превозни средства кон индустријската зона во Кочани. Учесниците на протестот истакнаа дека поради интензивниот сообраќај се загрижени за личната и безбедноста на најмладите во семејствата. Коловозот е сериозно оштетен, а не можат да го користат за своите секојдневни потреби. Пазарски пат не може да го издрже сообраќајот што моментално се одвива по него. Затоа што тука минат возила, автобуси, тешки камиони, миксери полни со бетон, значи да не кажем тоа може би е 30, 40 па и 50 тона. Патот е пропаднат и куќите веќе се испукани. Што значи проблемот е голем. Бараме од општина, од држава, од донации, значи што може, кој може, од Амфенол како фирма да се помогне, да се пато генерално реконструира, да се постават знаци за тонажа, значи до која тонажа е дозволено минување по овај пат. И, меѓу другото, сакаме, пошто имаме мали деца, а е фреквентна улицата, да се постават по можности и два, да речеме, лежички полицајци. Представници од Општинскиот сектор за урбанизам, од Сообраќајната инспекција и веде градоначалникот на Кочани Венко Крстевски се сретнаа со жителите на Тракање. Ги информираа дека во тек е постапка за реконструкција на улицата. Ке се гради и ново сообраќајно решение од друг правец, што ќе се користи за потребите на индустријската зона и за компанијата Амфенол Технолоджи Македонија. Целосна реконструкција на овој пат е еден проект. Имаме ние друг проект кој што во најбрзо темпо што го очекуваме дека ќе биде завршен во рок февруари 2026 година. Значи, тоа е клучен проект во делот со тешките, значи патот нема да ги издржува тие возила кој ќе биде готов другиот пред. Јас заради во интерес на времето кажав се што е најбрзо можно за да направиме не само заради Амфенол, пред се заради вас, да направиме целосна реконструкција на овој пат. Истиот ќе биде драстично подобар од овој. Меѓутоа, паралелно се работи и на другиот проект. И ние мора да го направиме овај пат секако, разберете луѓе. Значи ние патот додека го направиме, Владко нека каже ќе ни треба време, ние не можеме за една недела да го направиме. 2026 месец март или февруари. Значи таму имаме друг проект со друго решение. А додека биде готово, додека се изгребе оваа улица и додека се стави функција, колку време, значи колку време ќе биде потребно за целосната реконструкција на улицата? Според тебе за 2 до 3 месеци ќе се стави во функција и после уште колку време ќе треба за да пуштиме употреба оваа улица? Одма речом распишеме тендери ќе се меѓутоа изведувачот да знаеме у пракса изведувачот колку време би му требало за да ја направи таа улица? Колку за месец дена ќе ја направи? Значи Амфенол нема да може додека се прави оваа улица секој да користи. Дали се разбира? Од компанијата Амфенол Технолоджи Македонија, која ја користи улицата за пристап и превоз на вработените, истакнаа дека имаат разбирање за барањата на жителите на Тракање и им даваат поддршка за решавање на проблемот. Па ние, ја лично имам разбирање сигурно за реакцијата на луѓето и сигурно дека ние, како што реков и пред нив, ние сме на иста страна, апсолутно. Ние бараме решение и ние како компанија бараме решение на овој проблем со пристапен пат до Амфенол и таа мала индустријска зона кон експресниот пат. Сметам дека институциите треба да се завршат работа, која што веќе 3-4 години тапка во место. Има некои можеби мали подобрувања, меѓутоа реализацијата се уште далеко и можеби ова е добар апел и аларм за сите да се малку забрзаат работите и се надевам дека за неколку месеци ќе може да се реши тоа. Експресниот пат кој се изгради е пропуштена таа можност да се направи надвозник можеби. Па можноста е пропуштена, ние реагиравме уште тогаш пред да се пушти експресниот пат, меѓутоа не успеавме во тоа, барањето не беше услишено. Потоа повторно баравме се и од локална самоуправа, меѓутоа до сега не е решен проблемот. Има проект кој што е предвиден како да се реализира, меѓутоа стои само на проект. Се надевам дека сега со ова ќе се забрзаат работите и треба да се забрзаат, бидејќи прво да превенираме и од евентуални ризици и не да се Боже некои инциденти сообраќајни мислев, а од друга страна
и сигурно дека и на нашите вработени да се скрати патувањето, а и на луѓето кои што живеат во оваа населба да им се олесни живењето. Стручните служби во општина Кочани информираа дека веќе е почната постапка за експроприација и изградба на нов сообраќаен пристап. Со тоа ќе се избегне влегувањето на тешки возила во тракање. Реконструкцијата на улицата Мите Стојчев треба да се заврши во рок од неколку месеци. Според предвидувањата, новата сообраќајница за индустријската зона би требало да биде ставена во функција во почетокот на идната година. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.